Општина Кисела Вода остана без најмалку 200 гласови од граѓани кои што живеат во станови дивоградби. За општината се фантоми, не постојат. Гласаат во други општини, иако живеат во Кисела Вода, оти немаат можност да се извадат лични карти на адресите на кои реално живеат. Ваквите проблеми на граѓаните, урбанистите велат дека се сосема очекувана ситуација по масовното дивоградење во Кисела Вода последниве 2 децении. И не случајно, највеќе гласови општината губи во згради што ги изградиле фирмите кои Државниот градежен инспекторат пред 15 на години ги стави на црна листа и преку кампањата Отворете очи им порача на граѓаните да не купуваат станови во згради за кои нема имотни листови. На списокот тогаш се најдоа Самарија, Фиком, Гија Инженеринг, Конартис и многу други. Но и покрај кампањата и јавно укажаните проблеми, стотици граѓани беа измамени откако сомнителните фирми еден стан истовремено го продаваа на повеќе лица. Голем дел од таквите згради се уште зјаат невселени и за нив се во тек судски постапки, но не е мал бројот и на оние кои се вселени и покрај тоа што се дивоградби. Една од вселените дивоградби во Кисела Вода, исполнета од првиот до последниот кат, е зградата број 10Б на улицата Емил Зола. Објектот има приземје, 3 ката и подпокрив. Изградена е на местото на семејна куќа од 1936 година, која фирмата Гија Инженеринг ја урнала, а собствениците заминале под кирија со договор да останат таму се до завршување на градбата. Дел од нив сега живеат во зградата дивоградба. Сашо Стефановски е станар во подпокривот. Новија локални избори гласам во Карпош, а 10 години живеам во Кисела Вода. А и 10 години не можам да влијам на животот во општината заради општината. Заради тоа што 2005 година тогашниот градоначелник дали манипулација, дали што не овозможи да живееме во дивоградба. И тоа е зграда од 17 стана. Покрај сите напори за легализација со закон за легализација и сите тие догодовштини после тоа, ние се уште не можеме да извадиме лична карта и да си гласаме во општината во која што живееме. Тој и неговото семејство велат дека внимавале која фирма ќе ја одберат за кој инвеститор токму поради бројните проневери. Ја одбрала Гија Инженеринг во конкуренција со уште 2 како најдобра. Ги провериле сите претходно изградени објекти на фирмата и истражувањето покажало дека можат да и веруваат, но вербата траела помалку од 2 години. Во 2007 година собственикот на Гија Инженеринг беше уапсен поради измама со продажба на станови, главно на други локации, а нивната зграда останала недоградена. За да не живеат под кирија, се организирале сами да го довршат она што треба, за да се вселат во зградата. Велат дека имале среќа што земјиштето останало во нивна собственост, а на инвеститорот на секои 6 месеци му давале овластување за работа. Кога тој заминал во затвор, работата ја продолжиле на свој трошок. Успеале да воведат струја, вода и почнале да се вселуваат, но не им тргнало од рака да ја легализираат зградата. Таа во општина Кисела Вода се води како дивоградба поради неплатени комуналии, за кои инвеститорот веќе им наплатил на станарите. Зградата е дивоградба, а зградата беше направена 95% од кога беше уапсен коинвеститорот Ѓорѓи Шоптар Трајанов од фирмата Гија. И од тогаш ние сами се сноѓаме, како знаеме, умееме со сите приклучоци за да имаме нешто. Полулегално како се приклучивме, денеска си плаќаме најрегуларно сите комунали, вода, струја, телекомуникации. Тогашниот првиот закон за легализација, 10 години не успеваме тоа да го направиме од разни причини, имаше спорни станови, имаше судски процеси за 2 стана. Ние, например, зградата ни од 17 стана, 2 стана беа спорни и за кои што се беше судски процес. Сега они не ги легализираат тие 15, него заради тие 2 стана ја стопираат легализацијата на целата зграда. Образложението беше дека така е во законот, во ред, така е во законот. Сега тие спорови се завршени, меѓутоа ние се уште
становите не се легални, а тоа требаше по автоматизам самата општина да го покрене. Сега ние сакаме да преку адвокати, преку едно друго да си завршиме работата која што ни тежи, зашто ние немаме без имотен лист немаш ништо, немаш право на глас, не го поседуваш станот, немаш ништо да правиш со него, не можеш да го дадеш под закуп, не можеш под хипотека, не можеш да го продадеш, ништо не можеш да направиш. Стефановски и неговите соседи секојдневно стравуваат дека на врата ќе им се појави полицијата да ги казни оти не им се усогласени личните карти со местото на живење. По 10 години годинава првпат полицијата им дошла во контрола. Може полиција да не казне што немаме лична карта местото на живење. Полицијата исто така не ве посетила 10 години. Полицијата не посети последнава година за прв пат. 10 години посетуваат политичките партии. Они знаат дека таа зграда има луѓе живеат во неа, ама ние сме ни на небо ни на земја. Можда не посетија за да не казна дека сме на погрешно место со погрешна лична карта. Од Министерството за внатрешни работи велат дека согласно член 3 од Законот за пријавување живеалиште и престојувалиште на граѓаните, при промена на живеалиштето секој граѓанин е должен да го одјави претходното и да го пријави новото живеалиште во рок од 8 дена од денот на иселувањето, во спротивно следуваат соодветни санкции согласно законот. За контролата што ја направиле во зградата, од МВР велат дека полицијата врши контрола на пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, односно на промена на адресата на станот во постапки по поднесени барања од граѓаните. Доколку се утврди дека лицето не живее на пријавената адреса, се носи решение за поништување на пријавата и бришење на лицето од евиденцијата на живеалиштето. Дали им напишале казни на станарите, од МВР не кажа. Иако зградата е невидлива за општина Кисела Вода, град Скопје наплаќа данок, но само за еден стан. Данок на имот не плаќаме затоа што немаме имотни листови, меѓутоа данок на имот плаќа едно од собственичките на плацот, кој што се уште се води во катастар како собственичка, тоа е мајка ми. Исто и она единствена цела зграда, 17 стана, плаќа, например, радиодифузна такса. Иако личната карта не е на улица Емил Зола 10Б, на која што се води сега зградата, него на улица Емил Зола 22, број кој што не постои веќе 20 години, она си плаќа радиодифузна такса на таа адреса и данок на имот на таа адреса. Па, да, долга преписката и онда се направи, дојде до еден компромис со администрацијата на град Скопје и на Коце Трајновски. Заради тоа што данокот беше премногу голем за површината, 800 денари, а благодарение на елаборатот кој што го имаш, мајка ми го подала тамо, за станот кој што само сега го поседува, плаќа 600 денари годишно. Значи 200 денари сме ечар жената. Со поднесен елаборат, она си го поднесе доброволно. Тоа е еден елаборат од 17 стана, а другите 16 стана никој не плаќа данок. Од градот потврдуваат дека иако има цела зграда, данок плаќа само еден стан и така ќе остане се додека не се легализира објектот. Понатака ќе решаваат за секој стан поединечно. Општина Кисела Вода не одговори на прашањата од МАКФАКС за заглавината легализација на зградата. Станарите велат дека ист таков третман од општината, молчење, добивале цела деценија. Се надеваат дека по изборите ќе успеат да стигнат до некој во општината кој што ќе постапи по нивниот предмет. Градоначалничката на заминување Билјана Беличанец извести дека од вкупно поднесени 13.855 барања за легализација, легализирани се 5.561 објект кој се водел како дивоградба, а за 2.646 објекти се поднесени барања, но недостасуваат геодетски елаборати. Освен зградата на Стефановски со 17 стана, само на улицата Емил Зола има уште неколку згради дивоградби по разни основи. Во зградата број 6, два влеза со по 22 до 24 стана, се дел од уште една дивоградба, но станарите не сакаат јавно да зборуваат. Само на оваа улица од дивоградбите општината секој избори губи најмалку 200 гласови.